cosas hasta arriba. Драги гледачи и љубители на кошарката на МТМ телевизија, здраво и добре дојдовте во 12-тото издание од четвртата сезона од проектот МТМ Кошаркаска лига за сезоната 2013-2014. Ќе видиме 4 квалитетни и интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Кале, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои го одиграа 6-тото коло во новата сезона. Освен надпреварите во денешната емисија, ќе може да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова 6-то коло во генерацијата 2001-2002, а крајот на емисијата секогаш е резервиран за најавата за следното коло, каде го започнуваме и 7-то коло кај генерацијата 99-2000. Чест да го отворат 6-то коло во генерацијата 2001-2002 ја имаат тимовите на Академија Баскет и Илинден. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар.
Кошаркарите на Илинден уште од самиот старт на надпреварот ја имаа контролата на резултатот и на крајот стигнаа до заслужена победа од 57-38. Во редовите на победниците најдобар на надпреварот беше Филип Пешевски со 17 поени, 6 постигна Филип Блажевски, а 4 Андри Петковски. Кај Академија Баскет 13 поени даде Ѓорѓи Докузов, а 6 постигна Миле Трајковски. За најдобар играч на надпреварот и наградата MVP од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт, од тимот на Илинден беше прогласен Филип Пешевски. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од шестото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2001-2002 се сретнаа тимовите на ФНП Академија и Работнички. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти и од овој надпревар. Почетокот на надпреварот целосно им припадна на кошаркарите на Работнички, кои одлично го започнаа надпреварот и имаа водство по првата четвртина.
Сепак, кошаркарите на ФНП Академија заиграа подобро во продолжението од мечот, ја имаа контролата на топката и резултатот на крајот стигнаа заслужено до победата од 50-33. Кај победниците со 14 поени најдобар беше Мартин Анчевски, 9 даде Виктор Саздановски, а 8 Стефан Серафимов. Кај работнички 11 поени постигна Едвин Хаси, а 10 коша даде Филип Василковиќ. За најдобар играч на надпреварот и наградата MVP од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт од тимот на ФНП Академија беше прогласен Мартин Анчевски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Во третиот надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Томасо Тетово и Квиско Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Првата четвртина донесе изравнета кошарка, но од тој момент па се до крајот на надпреварот, кошаркарите на Квиско Баскет беа тие кои го имаа постојаното водство.
myself suddenly waking up. And there are 4 young girls giving me water from a vine leaf, just dropping it onto my tongue. Квиско баскет на крајот на средбата стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига од 48-29. Кај победниците Квиско баскет најдобри стрелци беа Петар Кежаровски и Андри Манев со по 8 поени, додека 6 постигна Виктор Илиовски. Кај Томасо Тетова 9 поени даде Предраг Териовски, 6 Марко Шуменковски, а 4 Мирослав Симјановски. За најдобар играч на надпреварот и наградата MVP од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт од тимот на Квиско баскет беше прогласен Оливер Петковски. Здраво, јас сум Антонио Милевски и тренирам во кошаркарски клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Леон Милошевски, тренирам во Кошаркарска академија ФМП, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Виктор Создановски, тренирам во Кошаркарскиот клуб ФМП академија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Мартин Анчевски, тренирам во Кошаркарски клуб ФМП академија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Никола Божиновски, тренер во Кошаркарски клуб ФМП академија Скопје, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. И во последниот четврти надпревар денешното шесто коло кај генерацијата 2001-2002 ќе ги видиме тимовите на Вардара Паве и Киндер Мини Баскет. I love how all girls are move them body, and when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fast, but woman you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fast, but woman physically fit, physically fit, physically, woman physically fit, physically, woman you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Woman you nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Woman you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Woman you nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Come on, I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар.
Кошаркарите на Вардар Паве немаат тешка задача против тимот на Киндер Мини Баскет. Иницијативата ја почнаа уште од самиот почеток на надпериодот и за кусно време создадоа двоцифрена предност, која од минута во минута се повеќе растеше. Inside I'm slowly dying. Call me. Don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me. Don't you know that my heart is crying? На крајот тимот на Вардар Паве се радуваше на нова победа во МТМ Кошаркарската лига од 53-27. Кај Вардар Паве најдобар стрелец беше Адријан Наумовски со 14 поени, додека 10 постигна Лука Наумовски, а 8 коша постигна и Андреј Јанчевски. Кај Киндер Мини Баскет 8 поени постигна Филип Рајковски, 6 даде Матеј Арсов, а 4 Кристина Митевска. За најдобар играч на периодот од тимот на Вардар Паве беше прогласен Адријан Наумовски. Здраво, јас сум Војан Станосов и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Адријан Наумовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Паве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Сергеј Поповски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Паве, а вие гледате МТМ лига. Јас сум Марко Тренчевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Паве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дамјан Кулевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Паве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Следо рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова шесто коло во МТМ кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги најновите топ 5 потези во кошаркарската Евролига и NBA лигата. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. I like to move it, you like to move it. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ кошаркарска лига. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. I like to move it, you like to move it. 1, 2, 3.
Почитувани гледачи, завршува и ова 12-то издание од четвртата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-2014. Сите оние деца кои сакаат да тренираат и да бидат дел од МТМ Кошаркарската лига и од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет може да се јават на телефоните 078 211 279 и 078 363 657 или да пратат имејл на адресата academiabasket@yahoo.com. Ние се гледаме повторно, почитувани гледачи, следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Ќе ги видиме децата од генерацијата 99-2000 кои ќе го одиграат и започнат седмото коло. Поздрав, почитувани гледачи, и ние повторно се гледаме за 7 дена. Ви препорачувам да останете со програмата на МТМ телевизија. Oye, mamita, dale, que la cosa está